Здраво на сите, почитувани гледачи на YouTube. Многу пати од нашите апарати за домачинство ние очекуваме премногу, така што ќе го купиме апаратот и сакаме да ни работи долго време. Меѓутоа, исто како и на самите нас луѓето, и на апаратите им треба нега, одржување и ред други работи. Ова се работи за апарат на Dolce Gusto од Nescafe. Сигурно ви е многу познат затоа што е многу популарен. Го користиме со години и наидовме на еден проблем. Овој туторијал го направив не дека нема на интернет, меѓутоа многу малку има со македонски објаснувања. Се базираме на руски, највише на англиски, најповеќе. Меѓутоа ве решив јас да направиме овакво видео, корисно се надевам за сите кои што ќе го гледаат. Доколку имате проблем, значи по одредено време, година-две од како ќе го купите овој апарат за Dolce Gusto кафе, се случува по одредено време да не тече, да нема притисок, да нема вода. Не излегува кафето и така натаму. Слушате само звук, меѓутоа по една капка или престанува. Најверојатно, првиот знак е запушување на цевката од каде што, на иглата, тоест од каде што излегува кафето. И да не должам многу, да бидам јасен и гласен. Значи, се што треба да направите е да го извадите од струја нормално, да го отворите, да го тргнете, тоа што правите кафе на страна, по клопецот, се разбира, кој користи капсули, кој користи како мене свое кафе. Значи, може да покажем, че се наведнете убаво, че видите дека тука има една игла. Не знам дали се гледа доволно добро. Ете. Значи, тоа е таа игла со метална, со многу мал простор во неа, од каде што излегува водата, жешката вода од резервоарот. Сега се што треба да направиме е од позади кај резервоарот, што го полниме со вода, да го извадиме, го тргаме на страна и има едно волшебно метално игличе тука. Тоа намерно е ставено, не за друго. Со игличето полека. Значи, јас не знам дали можам вака бубаво да снимам, меѓутоа се надевам се гледа. Со игличето ќе брцнеме неколку пати во цевката, од каде што излегува водата. Така убаво, значи да гледа цело. Неколку пати. И ќе го извадиме. Најверојатно е од странето запушувањето. Го врачаме назад. И го врачаме резервоарот за вода назад. Сега, пожелно е после оваа операција што ќе извршите, да го ставите назад, не мора да го вратите назад, затоа што се разбира има тука сензори кои што му кажуваат дека има кафе. И да го ставите во струја, да го приклучите од озгора, кога ќе светне зелено, нормално како што правите кафе, ќе ставите една чаша облична тука, колку да се проба, ќе го пуштите, сакате на ладна на жешка и ќе видите дека водата тече како чешма, веќе не е запушена. Така сите кои што имаат таков проблем ќе го решат за многу кратко време. Се надевам дека ова видео беше доста корисно и ве молам, кажете ми во коментар ако сте успеале да го отстраните овој дефект.